Утроото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Запирање на плаќањето од ИПАР 3 програмата дошло на барање на премиерот. Мицкоски вели примерот со уапсениот директор не бил единствен и поради тоа суспендирањето ќе трае додека целосно не се истражат сите злоупотреби. Опозицијата пак бара оставка од министерот Трипуновски. Илија Стоилев и другите четворица осомничени за подкуп во платежната агенција не биле единствени кои вршеле злоупотреби. Премиерот Мицкоски вели дека суспендирањето на плаќањето од ИПАР 3 програмата дошле по негово барање. И во сила ќе бидат се додека не се истражат и други можни малверзации. И тој уверува дека акцијата на обвинителството за организиран криминал била поздравена од Брисел. Мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што свеќе истражиме. Свеќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. Обвинителството неколку месеци е работело пред истражната постапка за директорот на платежната агенција. Постапката е тајна, па оттаму велат дека до овој момент докази имаат само за конкретниот случај за примање мито од 400 евра или првата рата од ветените 50.000 евра. Дека одговорност и санкции мора да има, вели и претседателката на државата, но за да добиваме средства како поддршка ќе мора и домакински да се однесуваме со нив. Одговорност мора да има, но веднаш ова треба да биде причина да се гарантира транспарентниот процес во користењето на средствата и одговорноста и отчетноста, за да се оневозможи постфестум ние само да санкционираме, но повторно да има можности за злоупотреба. Опозицијата бара оставка од министерот Трипуновски. Велат дека штетите од корупцијскиот скандал кон македонското земјоделство се огромни. ИПАР финансира 50% од една инвестиција на земјоделците, а остатокот го плаќаат сами. Па сега СДСМ вели дека голем број од нив ќе бидат оштетени и бараат владата да ги објави сите документи и извештаи поврзани со програмата. Колку корисници веќе имаат подпишано договори, имаат вложено своји средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе, бидејќи е јасно дека заради корупцијата на луѓето на Трипуновски и Мицкоски, тие се веќе оштетени. За нејавноста да и биде јасно, ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАР програмата по ваков скандал ќе продолжи. Државата ги суспендираше плаќањата од ИПАР 3 програмата поради скандалот со директорот на платежната агенција. За тоа се известени и Европската комисија и службите во Брисел. Илија Стоилев беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Во случајот осомничени се 5 мина, 4 се во ефективен, а 1 во куќен притвор. Даниел Василев, Сител телевизија. Државниот обвинител го повикува Ѓорѓиевски да ги достави доказите и кривична пријава за злоупотребите во скопските јавни предпријатија. Скопскиот градоначалник обелодени низ за незаконски постапувања во комунална хигиена, но и другите јавни предпријатија. Екс-градоначалничката Арсовска пак сега го повикува Ѓорѓиевски на соочување. Државниот обвинител го охрабри градоначалникот на Скопје да ги пријави сите злоупотреби кои ги открил во јавните предпријатија. Коцевски го повика да поднесе кривична пријава и да достави докази по кои јавното обвинителство ќе отвори постапка. За вакви наводи, вели Коцевски, не се постапува по допрен глас, туку по конкретна пријава. Изјавите на градоначалникот дека јавното обвинителство треба по допрен глас, само ќе кажам дека тој како градоначалник, доколку има докази и надлежен, тоа може да го пријави на надлежните органи, а тоа е МВР, и да ја донесе тие документи евентуално што ги има во јавното обвинителство, и до сега јавното обвинителство така постапувало, што значи дека ќе постапува и натаму, и доколку навистина има злоупотреби, ние нема проблем со име на располагање. Ѓорѓиевски пред јавноста откри дека за потребите на комуналната хигиена биле ангажирани возила за чистење биле плаќани на физички лица во износ од 5 до 10.000 евра на име на интелектуални услуги. Скопскиот градоначалник ги прекина договорите на околу 500 лица во јавните предпријатија, за кои рече дека земале плата, но не доаѓале воопшто на работа, и објави дека над 300 милиони евра е вкупниот долг на јавните предпријатија во Скопје.
По ова екс-градоначалничката на Скопје Арсовска се огласи на Фејсбук и го обвини градоначалникот за лажни тврдења. Побара од Ѓоргиевски со име и презиме да ги објави сите 500 вработени со податок кога не доаѓале на работа и го повика на јавна дебата да се соочат. Ајде градоначалник да ги објавиш сите фирми со долг по институција со фактури и датуми од кога им се должи за да знае народ дека лажеш. Исто и со име и презиме да ги објавиш сите 500 вработени и кој од кога не одел на работа и таму да се види дека лажеш. 3 години за корка леп сите кои одаа на работа ти ги избрка да направиш место за своите партиски војници, вели Арсовска. Колку поблиску до правдата, толку повеќе Данила Арсовска ке е бучна и нервозна, реагираат од ВМРО ДПМН. И посакуваме да се надмине себе си и да ги победи своите стравови и болки. Борбата со таквите демони не е лесна и посакуваме среќа. Исто како и со соочувањето со правдата за хаосот што го остави зад себе, кој е неодминлив процес. Видовме дека подобро и поинакво Скопје може да функционира. Сите надлежни институции мора да се посветат на цунамито кое го остави Данила Арсовска, стои во реакцијата од ВМРО ДПМН. Оваа тема предизвика лавина реакции веднаш по стапувањето на функцијата на новиот градоначалник, кој од првиот ден најави брза ревизија на работењето на предпријатијата и реорганизација. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Каква е оценката за двете најповикани правосудни институции, Судскиот совет и Државното обвинителство, за слабите оценки во извештајот на Европската комисија? Дали и кај нив гледаат вина, во живо го прашувам Зоран Јаневски. Делумна одговорност чувствуваат првите луѓе на јавното обвинителство и на Судскиот совет за оценката на правосудниот систем кој што го нотираше Европската комисија. Првиот човек на Судскиот совет, Александар Камбовски, вели дека сепак најголем проблем се финансиите, се разбира не за зголемување на нивните плати, туку заради недостигот од стручни службеници во судовите. На овој став е и првиот човек на јавното обвинителство, државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, кој исто така како најголем проблем за лошиот извештај на Европската комисија го посочува токму финансирањето на јавното обвинителство. Вели дека наместо над 1000 во моментов работат со повеќе од 300 луѓе. Тие не сакаат да ги коментираат изјавите на политичарите кои што се однесуваат за критиките во правосудството, велат дека тоа се политички изјави, меѓутоа и предупредуваат на внимателност, бидејќи како што велат и Европската комисија нотирала дека тоа е всушност во мешање во независноста на судската власт. Еве ги деталите. Застојот во правосудството забележан со извештајот на Европската комисија за првите луѓе на Судскиот совет и јавното обвинителство е очекувана оценка од Брисел. Слабости делумно гледаат и во своите редови, но главниот проблем велат се финансиите. Председателот на Судски Александар Камбовски смета дека освен довербата, сега и се поголемиот недостиг од судски службеници е предизвик за судството. Постои потреба од подобро образлагање на одлуките кои што ги донесуваме. Преку тоа се разбира да зголемиме и транспарентноста која што треба да имаме и спрема колегите суди, но секако и спрема граѓаните. Покрај недостигот на суди во судовите низ државава се соочуваме во моментов и со сериозен недостаток на останатиот стручен кадар кој што работи по судовите. Со извештајот на Европската комисија се согласува и државниот обвинител Коцевски. Критиките од власта кои ги забележал Брисел ги смета за политички изјави, но и тој најголем проблем гледа во финансирањето. За да има успех во борба против криминалот, треба да се создадат и услови. Работиме со јавно обвинителска служба од 1/3, што значи околу 360 вработени, а ни треба околу 1126. Од Судскиот совет предупредуваат на внимателност кај политичарите кои го критикуваат судството. Велат дека во извештајот Европската унија тоа го смета за мешање во судската власт. Тие критики, иако јас стално кажувам, се добре дојдени, меѓутоа сепак треба да постои една доза на внимателност, бидејќи како што знаете не сме да има мешање помеѓу властите. Очигледно е тоа и нотирано во извештајот дека тоа се толкува како мешање во работата на судската власт. Освен политичките критики, Европската комисија наведува дека и ограничувањето на финансиите влијаат врз работата и независноста на правосудниот систем.
Зоран Јаневски, Сител телевизија. Вреди не отстапува и од Министерското место за животна средина, откако го делегира Беким Сали само за вице-премиер. Претходно премиерот беше дециден дека на местото на Меджити не може да дојдат двајца нови министри од Вреди. Нови препокувања и на релација ВМРО ППН СДСМ. Албанскиот партнер во владата не отстапува од тоа на местото на Изет Меджити во кабинетот на Мицкоски да седнат двајца представници од Вреди. Оттаму тврдат дека по заменувањето на Меджити за градоначалник на Чаир постои согласност на вице-премиерското место да седне Беким Сали, додека пак Вреди треба да предложи друго име за неговата втора функција – министер за животна средина. Dhe çështja tjetër natyrisht, siç e dini, Lëvizja Demokratike kishte edhe ministrin e mjedisit, pra Izet Medjiti kishte dy rolet, zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i mjedisit, pra ishte ministër me resor apo zëvendës kryeministër me resor. Tani Izet Medjiti dhe Lëvizja Demokratike do propozojnë sigurisht edhe një emër për ministër të mjedisit dhe besoj brenda kësaj jave, nesër, mos largu, do ulemi me kryeministrin si mandatar dhe do i shtrojmë këtë çështje, gjejmë një zgjidhje në bazë të asaj që është dakorduar si hise e partnerëve të koalicionit. Претходно Мицкоски беше дециден дека на местото на Меджити не може да дојдат двајца нови министри од Вреди и дека за евентуална кадровска промена во владата ќе се разговара дури по партискиот конгрес на ВМРО ДПМН на 6 декември. Од друга страна, неговата матична партија се уште инсистира на реформи во СДСМ со заменување на лидерот Филипче. Видни големи подржувачи на СДС, според информациите кои стигнаа до нас, одбиле да бидат дел од раководството на СДС само затоа што не сакале да бидат дел од партијата која некогаш беше државотворна партија, а сега спадна на едва и 120.000 гласови, за кои заслужен е директно Венко Филипче, а секако и неговите претходници Ковачевски и Зоран Заев. Дел од овие луѓе со кои Филипче се има видено изминатиот период, не сакале да бидат дел од раководството на СДС само затоа што не го гледаат Филипче како нивен предводник во СДС. Очигледно е дека во СДС има проблем во делот на консолидација. Од СДСМ возвраќаат дека по последните корупциски афери власта треба да бара промена во сопствените редови. Оттаму и со порака дека нема да успеат разни кујни за наводни мешетарења во партијата. Оттаму треба да се занимаваат со скандалите кои што им се случуваат и треба исто така и тие да бараат одговорност токму во партијата сопствена. Она што се покаже и што се докаже е дека СДСМ се подобрува, СДСМ допрва исто ќе се реконструира, СДСМ ќе има ново раководство и СДСМ ќе излезе целосно подготвена на секој наредни избори. Но она што е најважно е дека ќе имаме кадри, ќе имаме секако партиско членство, ќе имаме се она што е во суштината на партијата, насочени кон критика на работата на владата и ниту едни кои што се подгреваат од Белата палата, приказни кои што се плетат токму за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за обновувањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во однос на ново раководство, нема да дозволиме да не спречат да бидеме конструктивна опозиција. Неофицијално конгресот на партијата треба да се очекува до нова година. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 30 дена притвор за 23-годишната кавадарчанка која го претепа своето 6-месечно бебе. Бебето најверојатно ќе биде сместено во згрижувачко семејство. Мајката во притвор, а претепаното бебе од болница најверојатно ќе оди во згрижувачко семејство. 23-годишната кавадарчанка која живеела во Скопско Ражаничино. 30 дена ќе биде во затворот во Шуто Оризари, откако со тупаници го тепала 6,5-месечното новороденче, нанесувајќи му видливи повреди по телото. Од обвинителството кое покрана истражна постапка, вела дека осомничена за запуштање и малтретирање на дете. На 9 ноември во вечерните часови таа грубо ја запоставила својата мајчинска должност, го запуштила и малтретирала својот 6-месечен син. Изнервирана затоа што бебето плачало, почнала да го удира со раце и тупаници по устата и носот, нанесувајќи му повреди со краварење. Повредите кај детето ги забележал сопственикот на домот каде престојувала осомничената и уште една пријателка, кои го однеле детето на лекарски преглед, велат од обвинителството. Надлежните немаат податок за вториот родител на бебето жртва, додека пак социјалните служби времено го одземаат старателското право на мајката која веќе е во притвор.
Новороденчето се уште е на обсервација на клиниката за детски болести, каде му ги направиле неопходните испитувања. По завршувањето на обсервацијата во одделот за педиатрија, доколку нема блиски роднини, детето ќе биде сместено во згрижувачко семејство, а против мајката ќе се води постапка за заштита од семејно насилство, а по службена должност ќе се отпочне постапка за одземање на родителско право, ни одговорија од Министерството за труд и социјална политика. Но бебето не било малтретирано само во неделата, бидејќи лекарите констатирале и постари подливи од претходни повреди. Дека мајката го запуштила укажува и фактот што одраѓање не било однесено на никаков лекарски преглед, ниту пак на примање на задолжителните вакцини, што според обвинителството меѓу другото сакала да прикрие дека физички го напаѓа. Сања Димитровска, Сител телевизија. До вестите во 23, останете со програмата на Сител. Пријатно.